Премиерот Никола Груевски во Пекинг оствари средба со премиерот на Народна република Кина Кечи Јанг Ли. На средбата е поздравен позитивниот развој на односите кои се одликуваат со пријателство, заемно разбирање и меѓусебна подршка, а истакнати се и економските односи кои што обележат нагорен тренд и позитивен развој. Груевски посочил дека Македонија ја поддржува иницијативата на Кина за соработка со земјите од Централна и Источна Европа. Тој изразил задоволство од успешниот тек на изградбата на автопатските делници Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, кои се реализираат во соработка со кинеската влада и Ексим банката. Премиерот го афирмираше интересот и подготвеноста на македонската влада за 6 нови заеднички проекти кои би се реализирале како резултат на заемна соработка. Премиерот Кечи Јанг Ли даде позитивна оценка за економските политики на нашата земја и изрази надеж дека во наредниот период ќе се реализираат дополнителни заеднички проекти од заемен интерес, за што е договорено представници на двете страни да работат на финализирање на повеќе проекти. Груевски присуствуваше и на приемот организиран по повод кинеската иницијатива за соработка на земјите од Централна и Источна Европа, при што се сретна со председателот на Народна република Кина Џипинг Си. На средбата се потврдени пријателските односи, за што сведочат и интензивираните средби на највисоко ниво и изразено е задоволство на горниот тренд на меѓусебните односи кои ги следи и зголемена економска активност. Специјалното обвинителство соопшти дека по доставените податоци од јавното обвинителство е изготвен план за барање на предметите. Од основното јавно обвинителство побарале неколку предмети, меѓу кои е и, како соопштија, предметот познат како пуч. Вчера пак весникот Дневник пренесе информации од јавното обвинителство на Република Македонија дека предметот пуч, поврзан со шпиунажа, не е на листата со 35 предмети што јавното обвинителство ги доставил како предмети што ги водат обвинителствата, а кои се поврзани или произлегуваат од незаконско прислушување. Сепак по неофицијални консултации со Катица Јанева, како што наведува Дневник, доставил информации и за пуч, но не затоа што тоа е предмет поврзан со незаконско прислушување, туку затоа што за случајот постоел интерес во јавноста и медиумите, додаваат од Дневник. Судскиот совет на Република Македонија на денешната седница избра тројца председатели на апелацискиот суд во Скопје, на основниот суд Радовиш, како и председател на основниот суд во Берово. Судскиот совет наведува дека за председатели на транспарентен начин се избрани кандидати кои ги исполнуваат условите и критериумите утврдени со Законот за судовите. ИПАР-2 програмата од која Македонија може да повлече вкупно 60 милиони евра треба да стартува до средината на следната година, веднаш по реализацијата на ИПАР-1. За максимално искористување на одобрените средства преземени се сите неопходни мерки, рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Одговарајќи на новинарско прашање, министерот Цветков изрази жалење што неговиот дополнителен заменик министер Љупчо Николовски се уште не знае какви програми има министерството и како тие се искористуваат. Не знам чии анализи користи мојот дополнителен заменик, најверојатно партиски, но јас ги кажувам анализите на министерството кои потврдуваат дека досега на земјоделците им се исплатени 88 милиони евра од вкупно проектираните 101 милион и дека останатите 12 милиони евра ќе бидат исплатени до крајот на годината, потенцира министерот Цветков. Од денеска граѓаните ќе можат да подигнат бесплатни проекти за типски куќи. Тоа може да се направи директно од Министерството за транспорт и врски или да се симнат од нивната веб страна. Станува збор за градба на 6 типски куќи од 60, 80, 100, 120, 150 и од 180 квадрати. Со земење готов проект граѓаните ќе заштедат од 1000 до 2000 евра. Проектот ги содржи сите фази на градба од статика, електрика, машинство и противпожарна заштита, истакна денеска на пресконференција министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Русија и натаму чека разумно објаснување од официјална Анкара за соборувањето на рускиот воен авион над турско-сириската граница пред 2 дена, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. И натаму чекаме на реалистично објаснување од турска страна, рече Песков на пресконференција во Москва, пренесено од британските медиуми. Јасно е дека поправањето на огромната штета врз билатералните односи меѓу Русија и Турција ќе представува екстремно тешка задача, додаде Песков. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган ги офрли обвинувањето од Русија дека неговата земја купува нафта од терористичката група Исламска држава. Тој ги повика сите оние кои поинаку тврдат да го докажат тоа, инаку во спротивно се работи за клевета. Според него таквите тврдења се срамни и нагласи дека Русија е најголемиот снабдувач со енергија на Турција. Истакна и дека Турција активно се бори против групата, при што илјадници осомничени милитанти биле притворени во изминатите години.